Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа, Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Радост ни донесе. И ја донесе Господ радоста своја пасхална. Во овој велик ден, во кој што се празнува големото светило на црквата негова, Атанаси, велики Александриски архиепископ и ректор на Високото Александриско теолошко училиште. Најучениот човек на својата епоха, безсомнежно, по крв египчанец, копт, а по ум Хелен, грк, бидејќи старозаветното библиско наследство го ставил во прекрасна симбиоза со извонредното, раскошно богатото философско наследство на старите грци. Од таа синтеза или во таа синтеза или во тој оган духовно-интелектуален се искова извонредно значајната теолошка и философска терминологија на првите христијани, на христијаните од првите 5 века. Свети Атанаси Велики бил извонреден подвижник. Покрај тоа што бил образован мислител, теолог и философ, тој бил и човек на верата Христова. И гледајте, најучениот човек на епохата за свој духовник го избра најнеукиот, судејќи според современите универзитетски стандарди за образование, човек, таткото на египетското монаштво, великиот Ава египетски Антони. Велики исто така, велики Антони. Благодарение на квалитетите со кои што располагаше личноста на великиот Александриски архиепископ Атанаси, го имаме најубавото, најпрекрасното житие и сведочење за Ава Антони Велики, автор на тоа хагиографско дело е токму денес славениот. Меѓутоа, Свети Атанаси Велики се обидел во сите области од теологијата. Ние секогаш посебно ги спомнуваме и ги подвлекуваме двете несмртни слова. Едното напишано против паганите, односно против грчките философи, кои што не знаеле за Христос, но живееле во очекување да го познаат. Поради што Свети Климент Александрийски, еден отец на Александриската црква, пред Свети Атанаси Велики за грчката философија, вели дека е педагог за Христа за грци. Како што Стариот Завет е педагог
воспитувач за Христа, за евреите. И гледајте, свети Атанаси, сето тоа добро го знае, го става во синтеза и создава една прекрасна целина со која што христијанското богомислие го издига над секое друго дотогаш знаено и секако и за секое друго кое што не му припаѓа на христијанското богомислие, а се создава отпост. Такви сурогати од философски системи имаме колку да сакате. Без малку секој ден се создава некој таков лажен философски систем. Свети Атанаси Велики го напишал извонредното слово за воплотување на Логосот Божи. Во неа е практично запишана неговата одбрана на богочовечката природа Христова, бранета на првиот Вселенски собор против Ари, еретикот, кој што беше навистина извонредно образован човек, но не знаеше за Христа и не го позна Христа за негова жал. Во тие слова великиот Александриски богослов расправа за најсуптилни теолошки проблеми и употребува речиси идентични поими со оние што ги употребува Ари. Разликата е, верували или не, само во едно единствено словце. Ари тврдел дека Христос е омиуисен, слично сушен со Отецот. А нашиот Атанаси Велики тврдел дека е омоусиен, истосуштен. И бидејќи на планот на природата и трите ипостаси Божи се еден Бог. Тоа што муслиманите и денеска не можат да го капираат, да го разберат. А на планот на личностите, едниот Бог е пројавен во три ипостаси, во три личности. Неспособноста на денешните муслимани и евреи е во неспособноста да ја направат разликата помеѓу природата, енергиите и личностите во Бога. Тоа што светите отци од секојаш го знаеле извонредно и мајки лично искуство со троедниот Бог. Ние сме наследници на свети Атанаси Велики, го доживуваме како татко на светото православие, бидејќи на првиот Вселенски собор, иако бил голобрадо ѓаконче, нема уште ни 20 години, влегол во спор со еден искусен философ и аскет, како што бил Арие. И со силното своје знаење и вера ги разобличил сите заблуди, сите мисловни прелести на тој човек. Иако на соборот, знаете, присуствуваат 316 мудри старци од целата православна икумена. Од Ерусалим до Маастрихт во Холандија, од Софија до Германија. Целиот христијански свет. И најмили мои, свети Атанаси, секој од нас, секој од нас кој што се труди православно да исповеда верата,
го доживува како татко на светото православие, ама и како некој што треба да се подражува во ревноста одбранењето на единствената вистинска вера. Секоја друга вера ја има, ама верата на сите други религиозни и философски системи би ја нарекле конвера. Конверата над сите вери, верата што исповедаше денес славениот Атанаси Велики, кој што е образец за сите нас, со кого што сите ние треба да се идентификуваме и да се потрудиме да го постигнеме, барем деловно, длабочината на неговата вера, возвишеноста на неговата мисла и подготвеноста да го дадеме животот свој за Христа, како што тоа беше подготвен свети Атанаси, свире погонет не само од цивилните власти, туку и од самите луѓе во црквата. На 6 пати неговиот живот висеше на конец, но Господ го чуваше и од далечина управуваше со Светата црква Божја во Египет, односно во Александрија. Тој е извонреден познавач на философските текови, библиските текстови ги знаел извонредно добро и ги толкувал. Не се од тоа што истолкувал ни е сочувано, но и тоа што е сочувано за нас е сосема доволно за да си обезбедиме спасение во Христа, доколку се решиме да го следиме патот што свети Атанаси Велики го зацрта. А тој пат е пат што води до Христа и во Христа Господа. Затоа и во тропарот, уште на самиот почеток од неговата поетската химна нему посветена се употребува зборовите "Сто билје си православија". Ни на еден друг отец тие зборови не му се упати. Иако уште многу столбови ко столбот Атанаси постојат во Светата црква Божја и тие се побројни, бидејќи Атанаси и другите столбови нему слични или еднакви, не се предмет на историското минато, туку нешто што и денеска се случуваат и со благослов Божи се умножуваат. И ние сме повикани да видиме тоа, браќа и сестри, таа шанса и можност да не ја пропуштиме. На тоа не уверува ова малечка црквичка, ракотворена од Бога, Творецот на светот. Мала пештерска црква, многу личи на гробот Христов. Во ова малечка црква треба да се случува нашето воскресение и воскресението на нашите деца се разбира на духовен и интелектуален план. Ова црквичка е црквичката за која што треба да се држиме силно. Не случајно таа е изглавена во карпа. И таа е карпа за нас, православните христијани. Колку пати сме ја заборавиле и самите сме ја уништувале. Не само непријателите на црквата, туку и тогаш кога и самите на себе сме си биле непријатели, војувајќи против Христа, за сатаната, за демонот и демонските идеи, сме ги уривале светите цркви Божи, без можност да ја уриме и оваа малечка прекрасна црква, но сме ја палеле, дојдите и видите колку фрески се запалени, па повторно сликани. Зашто секогаш одново верата Христова воскреснува
имајќи ги за узор, за пример, луѓето на Светата Црква од типот на Свети Атанаси Велики. Христос воскресе! Вистина воскресе! Радосни донес! Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.